Ова е Центарот за трансфер на технологии и иновации при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Тимот професори, меѓу кои Јосиф Ќосев, заедно со неколкумина надворешни експерти развиваат прототип на машина автомат за селектирање на отпад од пластика. Проектот се работи во соработка со Пакомак и со Фондот за иновации со швајцарска поддршка. Машинскиот дел е повеќе набавен. Она што е додатокот е после електрониката, која што се грижи за собирање на сигнали, за нивно кондиционирање, препраќање локално и на крајот софтверот кој што е надградба на сето тоа заедно спрема оној дел во облак што го викаме, каде што се чуваат податоци за корисници, за реализирани поени ги викаме, може да го објасниме нели што е како е, и на крајот можностите на корисниците да си ги ефектуираат како финансиска награда во некој маркет. Како функционира автомат за селектирање отпад, познат како вендинг машина? Прво, од Play Store или Apple Store треба да се симне потребната апликација, а потоа да се креира корисничка сметка со што се добива единствен код. Останатиот дел од процесот ни го представи лично професорот Ќосев. Откако се идентификувал, му почнува сесијата, која што отприлика трае 30 на секунди помеѓу секое ставање шише, така што може да почне со рециклирање, ќе го пикне шишето, ево да препорачуваат од озгора надолу. Додека трае ова, не може да се стави второ шише, ако проба да стави, ќе прекине машината, ќе алармира, но сега е веќе на располагање за второ шише. Машината која на Ќосев му послужи за демонстрација е само седма во државава. По последните проверки и таа отпатува во еден од најголемите супермаркети во Тетово. Веќе следниот ден беше ставена во функција. Представници на Пакомак ги информираат тетовци дека со секое селектирано пластично шише или лименка може да добијат зелени поени на мобилната апликација, кои подоцна може да ги заменат со ваучери за попусти при следно пазарување. Сакаме да разбудиме свеста кај сите фирми, компании и поединци за да се грижат што повеќе за животната средина, пошто тоа е од клучна причина за наш понатамошен развој и живење. Пакомак е една од вкупно 5 компании во земјава, така наречени колективни постапувачи, чија улога е да го собираат отпадот од пластика, хартија и стакло што го произведуваат компаниите. Во моментов, околу 580 компании им плаќаат однапред утврдена сума по килограм за собирање, селектирање и рециклирање на отпадот, кој инаку би завршил на депонија. Селектирањето, вели генералниот директор на Пакомак Филип Ивановски, во голема мера треба да го вршат и јавните комунални претпријатија, но засега само Прилеп покажал некакви резултати. Мораме да соработуваме со општини, да ни дозволат општините да поставиме инфраструктура, контењери, канти и така натаму, со комуналните претпријатија кои тоа треба одвоено да го собираат, онаму каде што не може треба да ангажираме приватни компании со дозвола секако сите овие од Министерството за животна средина и да ги стимулираме граѓаните, да подигнеме јавната свест да граѓаните го фрлаат отпадот од пакување во посебно во тие контењери, а да не го фрлаат во оној заопшт комунален отпад. Фирмите и сега имаат обврска отпадот што останува по консумирање на производите што го прават или увезуваат да не завршува на депонија. Но како тоа функционира во пракса? Од околу 10.000 компании кои произведуваат отпад и треба да плаќаат за негово селектирање и рециклирање, само 1500 имаат договори со 5 колективни постапувачи. Според закон треба да биде казнива, значи треба доколку се открие со инспекција дека треба да пријавува и да плаќа, не мора значи кон Пакомак, да не сватам погрешно, може кон било кој друга компанија или има опција да плаќа и кон државата, но од 8.000 компании кои ќе се собере таа сума се значителни средства со кои може да се купат контењери, да се организира подобро собирање, бидејќи не е само да ги купите контењерите. Собирањето двоено исто чини и редовно чини пари, да го однесете да се рециклира и така натаму. Неодамна, Министерството за животна средина предложи да собранието донесе вкупно 6 закони кои се однесуваат на управувањето со отпад. Со измените на Законот за управувањето со пакување и отпад од пакување, компаниите кои не произведуваат големи количества отпад
од типот на месарници или сладкарници, ќе мора да се пријават пред државата дека се мали производители, со што ќе плаќаат паушал од 100 евра годишно. Që ata, firmat që janë produos në shtetin tonë, që në basa saj krijojnë mbeturina në shtetin tonë, do të kenë patjetër të bëni marrëveshje me skemat e përgjegjësisë të zgjeruar të prodhuesit, cilat janë organizata jo profite, ato mundohen obligimin e tyre të qesë ngrumullimi i mbeturinave. Por kjo tash do bëhet një shtesë obligim që Direktoria për Hyrje Publike, institucionet ndryshme përkatës dhe qendra e regjistrimit shtetëror të sigurojë që kur do dorëzohen dokumenta financiare të firmave të kenë marrëveshje o me një skem, siç e biseduam, ose të kenë marrëveshje me ministrinë. Новиот пакет закони ќе ги смени правилата на игра и за компаниите за управување со пакување и отпад од пакување, како што е Пакомак. И предходниот закон ги уврзуваше да реинвестираат дел од собраните пари, но сега Нуредини најавува построги мерки за нивно функционирање. Ligjin e re shumë mirë shpjegohet se 65% të mjeteve cilët ngrumullohen nga këta skema do të përdoren për vendimin e kontenjerave, rregullimin e infrastrukturës, kontenjerave për selektim të mbeturinave, për ngrumullimin e ative mbeturinave dhe të depozimin e ative në vende ku mund të ripërdoren, riciklohen ose të reparohen. 10% do të përdoren për krijuar veverdije, siç quajmë ne, në kampanje të ndryshme, edhe pjesa tjetër për menaxhimin e organizatës. Këta çdo vit duhet të dërgojnë raport te ministria se ku edhe si janë investuar ato para. Нов закон во оваа сфера е и оној за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Тој пропишува дека сите фирми што работат со електрика, батерии, акумулатори, но и текстил, автомобилски гуми, отпадни масла и возила, ќе мора да плаќаат за селектирање на отпадот од нивните производи. Секоја фирма ќе има избор дали да ја плати на државата, да направи свој систем или да си најми некој од колективните постапувачи. Со други зборови, секој што увезува гуми, ќе треба да си го пресмета трошокот за кога таа гума ќе се истроши и кога ќе стане отпад, да си го пресмета трошокот таа гума повторно да ја земе и да ја однесе на рециклирање. Бидејќи постои и за тоа машини каде што се извлекува жицата од гумите, од гумата се сецка па се користи за некои други индустрии. Значи секоја од овие фракции што ви кажав е потенцијален ресурс за некоја индустрија. Статистиката покажува дека во Северна Македонија годишно во оптек се пуштаат околу 1000 тони отпад од пакување. За дури 40.000 тони никој не плаќа да се собере. Новите закони од областа на управувањето со отпад би требало да ја подобрат селекцијата и рециклирањето преку систем на така наречена циркуларна економија, кој подобро ќе ги поврзе граѓаните, компаниите произведувачи на отпад, колективните постапувачи, општините и државата. Тоа ќе значи државата преку системски решенија да се справува со отпадот, а паралелно да работи и на подигање на нивото на свеста на луѓето за рециклирање. Буквално сите имаат своја улога во достигнувањето на пропишаните национални цели за рециклирање, а тие се најдоцна до 2030 година вкупно 65% од тежината на целиот отпад да се рециклира, а до 2035 година минимум 70%. Успешноста ќе зависи единствено од почитувањето и спроведувањето на законите.